По одлуката на управниот суд некако јавноста се разгневи. Сите стрели упатени кон вас е дека сте уште една исполитизирана институција и дека не носите одлуки законски, туку со партиски одлуки. Дали има некаква политика во вашите одлуки како што обвинуваат? Јас не гледам политика во нашите одлуки. Едноставно стануваше збор за одлука која што донесовме за прекршување во време на изборниот процес. И изборниот законник важи за сите политички партии, не гледам што би било тука исполитизирано. Велите дека ќе обжалите одлуката на управниот суд. Зошто ќе обжалите оваа одлука? Велат од управниот суд дека воопшто не ни бил Ѓорѓе Иванов повикан кај вас да ги види тврдењата со кои вие велите дека тој ги направил прекршачно дело. Ако земеме предвид дека исто така имаше постапки за Петар Шилегов и за Кочан Ѓушев, а тие веќе беа викнати и разговараа со вас. Зошто не го повикавте Ѓорѓе Иванов? Затоа што треба да се прави разлика за каков вид на предмети станува збор. Во конкретниот случај, ова е предмет кој што ние сме го отвориле по собствена иницијатива. Кога отвараме предмет по собствена иницијатива, немаме ние обврска да ја повикаме странката доколку имаме прибрано соодветни докази, како што во случајов сме ги имале. Заради тоа што неговите одлуки беа објавени во службен весник, одлуките за унапредување на униформираните лица. Значи не сме имале потреба да го повикуваме председателот заради тоа што сме имале доволно докази. А и од друга страна станува збор за предмет кој што е отворен по собствена иницијатива. Случајот на Петар Шилегов беше по приговор од опозицијската партија ВМРО-ДПМН. Во нашиот законник за таков вид на приговори точно е предвидена постапка дека треба во рок од 24 часа да се извести, да достави во рок од 3 дена документација и во рок од 5 дена да се свика јавна седница и да се повика другата страна како што беше повикан Петар Шилегов. Значи треба да се прави разлика за каков вид на предмети станува збор. За разлика од нив, за господинот Кочан Ѓушев имаше предмет поднесен по пријава, каде што нас не треба дополнителни информации и од тие причини сме го повикале. Значи ние секогаш повикуваме доколку имаме потреба од дополнителни информации за да го заокружиме предметот. Во овој случај не ни биле потребни дополнителни информации од прибавените, затоа не сме го повикале. И тоа е целата работа. Меѓутоа, како и да е, секоја институција има одговорност за својата работа, што ја носи и сноси одговорност за одлуките што ги донесува. Дали е тоа ДКСК, дали управен суд, дали било која друга институција во државата. Во овој случај управниот суд пресекол така. Оставил правна поука ние да можеме да се жалиме до Висшиот управен суд, ние ќе го искористиме тој правен лек и ќе постапиме понатаму заради тоа што сметаме дека имаме доволно аргументи кои што ја оправдуваат нашата одлука. Велите дека овој предмет сте го отвориле по собствена иницијатива. Дали тогаш е случајност што пред неколку месеци туку министерката за одбрана рече дека ќе поднесе пријава до вас за овие унапредувања? Или само тоа е случајност или сепак имало некакво мешање на политиката како што обвинуваат? Ако поднела министерката, лично не се сеќавам, во тој случај доколку станува збор за два исти предмети, процедурално тие треба да се спојат. Сега конкретно не ми текнува. Меѓутоа, знам лично, заради тоа што кога се објави случајот дека е настанат од страна на тогашниот председател, ДКСК веднаш излезе со изјава дека ние по собствена иницијатива отвараме предмет во врска со овие унапредувања. Така што овој предмет се водеше под предмет под собствена иницијатива. Значи може да заклучиме дека изјавата што ја даде министерката нема никаква поврзаност, дека ова е баш по ваша иницијатива. Да, не, може кај нас кој сака да поднесе пријава и кој сака да поднесе да отвори предмет. Наше е да работиме непристрасно и да работиме во согласност со законските одредби, без никакво политичко влијание и без притисоци од одделни партии. Значи ние сме регулаторна комисија која што за среќа овој пат беше избрана со минимално влијание на партиите, така што нашата улога е да работиме во интерес на унапредување на системот и на државата. Велите дека имало направено прекршачни постапки од председателот Иванов, зошто тогаш делот тие унапредувања ги потпиша и лично новиот председател на државата Стево Пендаровски? Значи, укажувањата понатаму на Стево Пендаровски, тоа се негова лична одлука. Како тој ценел дека треба да постапи, така постапи. Тоа се случувало по завршување на изборниот процес. Ние не се мешаме во тие одлуки. Нашата забелешка беше зошто тоа се случува во текот на изборниот процес, заради тоа што надлежноста на ДКСК е да води сметка што се случува во изборниот процес и да следи изборната кампања. Како ќе терате понатака постапката, ќе поднесете жалба, што очекувате да се случи?
Па очекуваме да видиме како ќе се изјасни Вишиот управен суд. Значи, ви кажав, ние имаме доволно аргументи што ќе ја подкрепат нашата жалба. Сега, во овој случај, управниот суд не обврзува на повторна постапка. Ако не одбие Вишиот управен суд, ќе ја повториме постапката. Значи, ние не се откажуваме од борбата. Како и да е, што и да е, ќе продолжиме понатаму. Кога сме веќе кај управниот суд, денеска во медиумите пишуваше дека сте загубиле уште една битка со управниот суд, односно за клиниката за стоматологија. Дали ја изгубивте оваа битка? Таа битка допрва почнува. Ништо не сме изгубиле. Значи, знаете дека ние за стоматолошките клиники, за злоупотребеното дискреционо право на директорката, донесовме одлука со која побаравме таа да ја поништи својата одлука за прием на тие 8 вработени. Бидејќи таа се жалеше исто така во управниот суд побара согласност од нас да донесе времена мерка за стопирање на одлуката на директорката. Значи, се одложува поништувањето од страна на директорката додека трае процесот во управниот суд. Тоа е тоа значење. Инаку понатаму тоа рочиште во управниот суд се уште не е закажано, меѓутоа ние во нашето образложение побаравме да тоа рочиште биде преку јавна расправа, значи да биде транспарентно пред јавноста и со нас ќе си носиме и сведоци, што значи сакаме да вклучиме целата јавност како ќе се одвива текот на процесот на тоа рочиште. Дел од јавноста ве обвинува дека за дел од постапките или истрагите кои вие ги водите за поранешните членови на власта се одвиваат тие истраги многу брзо, за разлика од случајот за Рашковски кој пред 5 месеци се отворија, меѓутоа вие се уште собирате документација и покрај поминато толку време. Дали работите селективно или пак ова е само склоп на случајности? Во јавноста може било каква перцепција да се извлече, меѓутоа јас би сакала да појаснам дека случајот Рашковски условно речено, односно документацијата се однесува на јавната набавка спроведена во МАНА во 2016 година, е многу обемна. Станува збор за огромна документација која што треба да се сработи од наша страна и за која што побаравме помош од Државниот завод за ревизија, заради тоа што ревизорите кои што работат на јавни набавки во Државниот завод за ревизија работат по специфична методологија и заради тоа и побаравме помош од нив, значи со здружени сили тоа го работиме, воопшто не е едноставно и не сакаме со паушални искази да излегуваме пред јавноста, сакаме убаво да истражиме па да ставовите да ни бидат конечни и издржани.